понекогаш неправедни сме ние кон бугарите и навистина им се подсмеваме, а тоа не е во ред, затоа што ако малце подразмислиме, тоа се работи за навистина еден избран народ. Они се всушност, ние ги нарекуваме татари, а они се всушност прабългари. Значи, народ од кој што настанало се, има за тоа докази, историски, научни. Например, ретко кој знае дека Биг Бенг или нултата точка од која што настанала Вселената, дека всушност тоа бугарин, прабългар поправо, си има најадено граф тетоец, има прднато. И така фактички се создале новите светови од таа, нели, тој експлозивен прдеж, така да кажам, и така прдежот кој се ширала и Вселената, и до ден денес се шири. Тој смрад, таа Вселена, значи до ден денес се шири. И не само тоа, дури потоа, нели, настанале мамибите и парамециумите, па милениуми, па тамо, тука некаде настанало овие првиве праисториски, првиве луѓе, фактички прачовекот и така натаму, да не зборим. Исто така, например, ако ви се, тоа може лесно е проверливо, да видите за каков посебен народ станува збор, дека не е случајно тоа, кај нив одредени овие тврдења што ги имаат. Например, ако клекне бугар или бугарка пред вас и ако зине, например, ќе можете да забележите, например, дека во устата има 33 заба. Еве, например, имајте го тоа предвид, кој ќе следниот пат кој ќе клекне некој бугар или бугарка пред вас и кој ќе зине, и ако загледате уста и ако изброите 33 заба има, нема 32 заба. И што исто така еден показател дека навистина е народ со некои специфични карактеристики, дарби и така натаму. Она што го објави в Сабајле, едно од нивните најнаучни, најпотврдени тврдења е дека биле до 14-15 век биле една бесмртна раса, прабългари, која што живеела неколку стотини години, живеела се додека не почнале влакна да им растат на дланките овдека и на јазикот. И ама тоа живееле неколку стотини години. И скоро 1000 години, ама они така си живееле, ама дошле руснаците. И руснаците ја измислиле смртта и ги поебале прабългарија. Оти руснаците многу им завидувале на Бугарија. Многу им било криво што постои народ кој што е постар од рускиот и особено народ кој што живее толку долго, неколку стотини години, значи ништо бутур не им било на тие прабългарите, на таа посебната раса. Ни сида, ни корона, ни западно-нилска треска, ништо не ги допирало, не можело да се закачи за нив. Освен, нели, како што јас изјавив, пишав и претходно, освен од време на време им проработуеле хемороидите. И имале тегоби од хемороидите. Ама тоа било многу ретко. Еднаш у 150 години им проработат хемороидите, пошто тие неколку стотини години. И овие криво им било на руснаците. И дошле и рекле, од денес ние ја измислуваме смртта, за да не можат овие прабългари да живеат няколку стотин години. Да. И фактички руснациве ги поебале бугари. Така. Да. Тоа се глупости. Русија дека измислила Бугарија прво за тампон, како со Турција, војните с Византија тамо, па нели овакво. Нема врска тоа. Па после стравото од Австро-Унгарија, па да се шири Бугарија до Охрид, нели Сан Стефански и така натаму. Нема врска, тоа се све лажни факти. Лажни факти. Како може Русија да ја измисли да ја создаде Бугарија, кога овие живееле неколку стотини години, после се појавиле руси. Уствари, кој ќе се зема предвид дека првиот алфа българин, уствари бил тој кој што ги создал световите, откако се испрдал после
јадењето граф тетоец. И така фактички настанал Биг Бенгот, или големиот прасок, големата експлозија. Не се, тоа се веќе проверени информации. И што сакав уствари да кажам, насекаде, каде што копнете, каде што да се свртите, која книга и да ја отворите, пример да отворите и алгебра од 6-то оделение, ќе најдете фактот дека Исус на крстот кога го заковале, зборувал на бугарски, на тој прав български, што го зборел првиот българин кој што прднал од градот Тетоец и ја создал вселената. И тој, да кажеме, Исус на крстот, значи кога му се обраќа на својот татко, му се обраќа на чист литературен български јазик и му вика, тоа е потврдено, снимено, има аудио запис од крстот кога му се обраќа, му вика, башта ми бе, нели виждаш какво ми прават вие евреите? Нели виждаш, че съм закован на крста? Виждаш ли бе? Баща ми! Мил баща, дай направи ми едно възраждане. Викни ме при теб да ти седнем от десната страна. Не од левата. Од десната. Ко ти бев на левата ми се случија глупост, исто како одосно вие со Сталин на левата, кога застана, многу глупости ми се случи. Многу подобро им оди на десната, кога се барем известно време, неколку години им оди добро кога се на десната страна. Зборам за прав българите. И Исус тоа го има, значи има аудио снимка, бе, људи. Значи кога му се обраќа на бугарски, на својот татко, нели? И овако. Така што не сме праведни во многу ситуации кон нив. Вистина е, замижуваме, не ќе да ги видиме фактите, вистината, дека еве пирамидите во Египет, Рамзес II, тоа се глупости, измислици од британските египтолози и француските измислици од британските и овие францускиве египтолози, археолози египтолози, дека тој некој постоела египетско царство, курот на магарето, па тој се викал Рамзес II, Азис II се викал. Азис II. И тој има овакво е. Азис II, син на Кеопс I. Не, внук на Кеопс I. Ево ја изградил Кеопсовата пирамида. Да. А Кефреновата пирамида, тој бил Африм. Чист българин од Пазарчик. Африм. Така што треба понекогаш да ретерираме, не можеш да одиш против фактите. Јас знам дека нас во оваа ситуација кога се наоѓаме во судир со Бугарија и со бугарите и оно што го бараат од нас, колку и да ние сакаме да им контрираме, не можеш едноставно. Не можеш. Историјата зборува против тебе, фактите зборуваат против тебе. Нема тоа врска, тоа е и тоа што овој, како се викаше, апостол Павле го сретнал македонецот, па му рекол дојди помини кај нас во Македонија. И дека од тој момент се спомнува Македонија, како што рече ој папата Франциско, како портата на христијанството во Европа. Мислам, људи, дајте бе, тоа е измислица на Ватикан, на папата пред Франциско, неколку папи пред Франциско. Дека Македонија е портата на христијанството за Европа. Глупости, пропаганда ватиканска, Ватикан. Тоа ништо не знаат таму. Една книга тоа нема во Ватикан. Појма нема. Вака сите цивилизации имаат, не знаат кај се они. Не знаат кај се. И нормално глупости се зборат дека кој македонец бе го пречекал апостол Павле, немајте да заебавате каков македонец. А мора да бил бугар. Мора.
И само благодарение на ватиканската пропаганда у Библијата пише дека е македонец. 100% ви кажа. Да. И не знам кај застана. Да, има многу тука што да се збори онака, но генерално тоа сакам да го кажам, треба некако да прифатиме делот од она што е како факти, едноставно да речеме добро, така е, вие сте избран народ, чисто една благодарност да им се даде и што, ете, од тој ген прабългарски происход, од тој прабългарски происход, ние ги добивме најголемите херои на нашето време, еден Николај Тесличков, кога што тамо србите и хрватите направија фалсификат историски и кажаа дека си некој си Никола Тесла, глупости, кој што има појма, неам, некое хрватско потекло, хрватско-српско потекло, глупости, фалсификат и нормално овој црноморестиот, кој што е еден од најголемите феномени спортисти на 20 век, па и на, може ќе се покажи на 21-виот, овој Михаил Јорданов. Ама, аж американците влегоа со својата историска булдужер, фалсификувана дипломатија за фалсификување и направија од тој, од црноморестиот прабългарин Михаил Јорданов, направија некој си измислија некое ново име, нова крштеница, нова матична книга на родени, го запишале како Майкл Джордан, некој си тамо од појма, нема врска нема со историјата на вистина тоа. Ете така, значи, сегде околу нас се појавуваат тие, да кажам, факти и не треба да ги игнорираме. Едноставно во духот на пријателството помеѓу прабългарите и ние што се нарекуваме македонци, за кои што бугарите сметаат дека сме произлегле од нив, сепак треба, мислам, да погледнеме на фактите во очи и да кажеме добро, еве, ви признаваме лудилото, пореметеноста, ви ја признаваме и диагнозата, и кој ќе налеташ на такви, овие, на таков некој поименеам народ, со една таква колективна психологија, со едно такво колективно сеќавање за своето потекло, за својата величина, за својата посебност, не е хумано, не е етички да им се подсмеваш и особено не е убаво, не е човечно да ги нарекуваш дека се ненормални, дека се луди, дека се пореметени. Тоа не е човечно. Мора да ги поддржиш, афирмативно да говориш. Ти не можеш на некој од бардовци кој ќе го пуштат за викенд да му кажеш дека не е луд. Не е убаво. Особено што тој е убеден дека е најнормален. И сега ти го убедуваш дека е луд. Тамо не може да го убедат персоналот во бардовци дека не е нормален, па сега ти. Не. Магарето лета. Лета, друже. Не само што ја. Не само што лета. Него и додека лета збори, пее. И то пее многу убаво. Така што имајте го сите ова во предвид. Јас сум сепак за едно пријателство, за еден диалог. Ви реков, големината е во тоа што големината нашата големина би била во тоа што би
би ја признале на некој начин нивната диагноза како би ја сватиле нивната диагноза како една нормалност. Тоа е вистинскиот пристап. Така се добиваат пријатели луѓе. Кога одиш по нотите, по симптомите на неговата диагноза, на диагнозата на ближниот ова, и кога му потврдуваш дека тие симптоми ги нема и дека се окей. Тоа е знак на една тоа е добра волја, знак на една желба да се подаде рака, да се пријателствува, да се биде близо. Значи, се што треба да направиме, да собереме ментална сила, колективна ако сакате, и едноставно секогаш кога доаѓаме во некаков диалог со бугарите, со праболгарите се извинувам, да замижиме пред нивните симптоми. Така се градат мостови меѓу народите и нови пријателства. Дури и самиот да не верува, да го убедиш дека се што зборува, се што прави, се што тврди, дека е точно, потврдено фактографски и дека е нормално. Тоа е еден добар пристап кон некој евентуално излекување некогаш. Не знам сега точниот збор, излекување, може не ми беше точен збор, но ме разбирате што сакам да кажам. Да. Ете така. А на времето кога бевме, појма немам, така, помлади, кога се појавија прв пат некои вакви симптоми кај некои други народи во нашето соседство, бевме шокирани. Например, тоа се појави кај генерално кај сите, но најмногу кај србите се појавија тие исто симптоми. И сега понекогаш знаат да им се појават, ама горе доле ги држат под контрола. Имаат сега они начини како тоа да го држат под контрола. Ама ако се појавија на почеток на 90-тите истите овие симптоми, како кај праболгарите, ни беше малку чудно. Чудно дека некој може да многу слични работи зборува, многу интересно тоа, симптоми кога се во прашање на некое ментално, не икам да го кажам растројство, но ајде да го земеме за така. И обично слични работи се зборуваат, да. Мислам, овие растроениве слични работи знаат да кажуваат. Многу слични се тоа приказни вака да ги слушаш, но како што реков, треба да се игнорираат све во духот на добрите соседски односи и пријателството. А дека смртта не постои, тоа можам да ви гарантирам. Тука нема морно. Како викаше Сократ, ако човекот е смртен, а Сократ е човек, тогаш и Сократ е смртен. Така викаше Сократ. Мислам, да, исправете ме ако грешам. Филозофиот цел Фейсбук, исправете ме ако грешам, мислам дека бев точен. Значи, ако човекот е смртен, а Сократ е човек, значи и Сократ е смртен. Е сега. Ако човекот е смртен, а бугарот не е човек, тогаш бугарот не е смртен, тогаш бугарот е безсмртен. Значи, ако бугарот не е човек, значи дека е некоја друга раса, супер раса, што не е човечка раса. И онда е безсмртен. Оти не може да е човекот смртен, бугарот да е човек, а да е безсмртен. Ако човекот е смртен. Ама, ако човекот е смртен,
а бугарот не е човек, тогаш може да биде бесмртен. Интересни се ова филозофски лупинзи, многу добро ми одат, онака од време вратоломии се повеќе, па затоа и би сакал одредени филозофски умови на Фейсбук ова моја дилема, трилема да ја разрешат ако можат на со некои подобри логички игри, но чисто да се потврди можеби дали сум во право или не сум во право, но ако не си смртен, како прабългарите, не може да си човек. Ти си Бог. Бог. Ти си главниот архитект, креаторот на космосот. Се враќаме на еве го доказот научен, историски, дека бугарите не се луѓе, туку се Божји суштества. Дека припаѓаат на кастата богови, креатори на светот со нормално главниот Бог. Еве го доказот, се враќаме на почетокот на оваа приказна за првиот алфа прабългарот, кој што се најал граф Тетовец, се испрдел, се случила големата експлозија, настанале световите, галаксиите, меѓу која и галаксијата Млечниот пат, галаксијата во која што се наоѓа нашиот сончев систем. Толку е просто понекогаш. Историјата да се поклопи со фактите и да извлечеме, да извлечеме еден точен заклучок, доказ за тоа како настанал светот и дека фактички оваа раса, елита на богови, прабългари, начело со првиот алфа прабългарот, кој што се најал граф Тетовец, прднал и се случил Биг Бенгот, го создале животот, го создале космосот, сончевите, галаксиите, сончевите системи, планетите, меѓу кои и нашата планета Земја. Првиот алфа прабългар нека ја благослови, нека ја шо подолго, нека ја нека ја направи што подолго вечно, нели? Во ова моја тирада за прабългарите, за нивната улога во постанокот на светот, на животот на планетата Земја, малце се подзаборавив, ме фатија и емоции како што гледате, па затоа веќе при крај почнав и да заборавам ете зборови, мислите ми се измеша, треперам во душата околу срцето, на јајца, не тоа, таму друго треперам. И така, па се надевам дека сега работите стана појасни, да значи тргаме малце ногата од гасот, да ги разбереме прабългарите, нашите соседи, да се обидеме со сета сила, да замижиме пред нивните симптоми, да ги доживееме на онака како што сакаа да бидат доживеани, како еден народ, здраворазумски народ, со една многомилениумска колективна меморија за тоа кои се и што се. И само можеме да им кажеме мерси, братја прабългари, заштото постоиме. И ние, како македонци, и цел свет, од маите инките до оние на Тибет, Шаолин, будистини и понатака, до кинескиот зид и зад кинескиот зид, до островите јапански, Жолтото море, рибите, китовите и сите други куротресини што постојат на земјава. Мерси уште еднаш. Благодарја, заповјадайте.